Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина на Канал 5 телевизија, вечерва со Љубомир Гајдов. Секогаш ни гостувавте како надворешно политички коментатор, но вечерва ќе имате една поинаква улога, бидејќи имаме малце тематска емисија, односно ќе гостувате во својства на филозоф и подпредседател на филозофското друштво. Амандман имам. Постоја Аристотел, Вук Павлович и Поп Јозданов, срамота некој да каже филозоф во Македонија. Добро. И Катерина Тодоровска, професорка, добро вечер. Благодарам што ја прифативте поканата токму денеска. Се погоди на вашиот роден ден да гостувате, меѓутоа целта е многу поголема. Дозорите ми да ви го честитам родината и да ви посакам многу години здравје и успех. Благодарам. Така. Веќе најавив дека оваа емисија сакам да развиеме една теза која што неколку пати овде ја начнавме во студиото, а тоа е како после сите случувања трагични во Македонија, кога се бара да се направи некаков нов квалитативен исчекор надвор во реформирањето на институциите, во функционирањето на државата, каде да го најдеме мотивот за тоа? Како можеме да го пребродиме ова што ни се случи да продолжиме напред? Тезата е следна. Ние како народ, македонскиот народ, низ вековите наназад, се стремал секогаш да направи сопствена држава. Бил поробуван, негиран, ограбуван, плјачкан, многу лоша и тешка судбина овој има народ. Меѓутоа, на крај се изборува да има своја држава, конечно да биде свој на своето. Од кога ја постигнуваме таа цел, овие 35 години, не зборувам сега за делот на Југославија, кога сме суверена држава и независна, ни се случуваат процеси кои што се помалку или повеќе чудни. Односно, некои граѓани велат, нашето робство врз самите себе ни е најтешко. Прво прашање, како професор, како историчар, дали нашата генерација ја оправда големата одговорност што се зема врз себе, конечно по многу векови да си има своја држава и да си уреди како што треба? Нашата генерација не ја оправда, вашата да. Значи, вие сте млад човек и вашата генерација допрва има работа. Меѓутоа, нашата не ја оправда. Сега, бидејќи ние имаме, да речеме, еден едукативен тон на оваа емисија, нели? Јас ќе сакам малку да зборувам како историчар. Нема да зборувам како колегата, односно како соговорникот од филозофска гледна точка, затоа што не ја разбирам филозофијата онолку колку што ја разбира тој. Меѓутоа, ќе се вратам во едно време кога македонскиот народ бил навистина газен. Буквално газен. Тоа е периодот на Османлиската империја. Во 1902 година Руската империја решила дека не може да се помири со резултатот на Берлинскиот конгрес, односно со фактот дека нема да ја има повеќе Санстефанска Бугарија во ниеден облик, односно нејзиното влијание, руското влијание нема да биде толкава на Балканот колкаво што таа посакувала. Таа испратила едно писмо до амбасадорот руски во Виена и нему му објаснува дека треба да се почнат преговори, зборуваме 1902. Преговори околу тоа македонското име никогаш повеќе да не се спомнува. И тие решаваат како? Решаваат да го сменат името на Македонија во трите вилаети. Овој предлог нели го пренесуваат и на нивните пријатели во тоа време, нели големите сили, кои што се опоненти на Османлиската империја. И Франција и Австро-Унгарија застануваат за предлогот да не се спомнува Македонија, туку Македонија да биде преименувана во трите вилаети. Трите вилаети се Битолскиот, Јанинскиот и Солунскиот. Со тоа што Русија сметала дека после известен период Македонија многу полесно ќе се заборави и ќе се делат трите вилаети. За секоја од соседните држави ќе испадне по еден вилает. Она што било многу добар дил, нивен дил, значи тоа е дека Австро-Унгарија ќе освои Албанија, односно ќе го добие делот од Албанија, Јанинскиот вилает, Грција ќе го добие Солунскиот вилает, а Бугарија ќе го добие Битолскиот вилает. Она што нормално не им било јасно, тоа е дека ваквата нивна политика нема да биде добре дојдена меѓу населението и се крева Илинденското востание. Во Илинденското востание сите информации кои што одат надвор од Македонија, надвор од Османлиската империја, зборуваат дека македонците креваат востание, македонците се борат, македонците страдат, македонците цело време така што им се изгубила дражта на трите вилаети. Во 1908 година го наоѓаме трите вилаети, ги наоѓаме во Виена. Онаму каде што
што македонците и албанците работеле заедно на еден голем проект кој што требало да значи извојување повторно на автономија, Македонија на македонците, Албанија на албанците. И тогаш се среќава трите вилајати. Меѓутоа, во ниту еден момент македонците не престанале да се борат за Македонија, за македонските права, за македонска држава. Тоа е она што ние денеска треба да го направиме. Денеска сме обезличени, јас зборувам од мое име. Значи, додавката која што нам ни ја прилепија е многу навредлива. Зборувам од мое име и онака како што историјата ме научила. Меѓутоа, секогаш кога ние зборуваме за Македонија и кога зборуваме за македонските случувања, треба да знаеме дека некои луѓе животите ги дале за таа Македонија тогаш, во 1908-1910, никој не потклекнал на преименувањето на Македонија, така што и ние некако, дали на овој или оној начин, не зборувам значи за оружје, сега зборувам нели за дипломатија, зборувам за многу пософистицирани нешта кои што можат да се употребат, ние многу лесно можеме повторно да дојдеме до вистината и повторно да дојдеме со крената глава до она до кое што нашите предци дошле, а тоа е самостојна, суверена, без придавки, Република Македонија. Дали придавката сега според вас е најголем проблем кога зборуваме за држава која што практично системот е распадна, каде што граѓаните не можат и најосновните обврски да се ги завршат нормално, држава во која што корупцијата е толку длабоко влезена што веќе заборавивме како е тоа да се однесуваме нормално во организиран систем. Што е држава? Сме се договориле дека ќе функционира по некои правила и сите ги почитуваме. Добро. Тоа ние сега денеска го немаме. Зошто го немаме? Затоа што секогаш кога вие имате еден систем, тој систем треба или да функционира онака како што е запишано, или да функционира онака како што сакаат некои. Ние имавме систем кој што функционираше онака како што сакаат некои. Сега треба да го вратиме системот, значи сега реверзија правиме. Ние сега треба да добиеме систем како што треба да имаме. И што е работата? Корупцијата. Зошто имаме корупција? Затоа што немаме одговорност. Ако вие немате одговорност, многу е лесно. Вие, еве да речеме, ќе го спомнам Мартин Груби, макар што ми е многу мрска за неговото име. После се она што го направи, си замина. Никому ништо. Нели? Не било која друга држава да беше, мислам дека ќе преораше и ќе го најдеше. Така што, значи, нас неказнивоста не уништува, не корупцијата, неказнивоста на корупцијата и неказнивоста на криминалот. Има многу убави мисли народот, меѓутоа да не узурпирам време, така што ќе чуеме. Благодарам. Според вас, која е големата слика? Зошто сме тука каде што сме? И главното прашање, дали сега не зборувам за политичарите, зборувам и за нас граѓаните, вистински знаеме што е тоа патриотизам и што е тоа здрав однос кон државата? Кога понесата министерка на образование Мила Царовска во клуб на пратеници повика неколку академици мене да кажеме што мислиме за новиот закон за основно образование. Јас си забележав дека основната наука што создава патриотизам според сите закони за образование во Европа, историјата е. Историјата создава кај човекот патриотски дух. Му кажува од каде е, што прави, кај ке оди. Додека ние во нашето образование, од забавиште до докторски студии, немаме ригорозна едукација по историја, по историографија, што велат стручњаци. Ние не можеме да образуваме патриотизам ке нашите млади луѓе. Имам два амандмана на тоа што говореше професоркава. Проректор во Оксфорд, Лорд Кени, што напиша брилјантна историја на филозофијата. Во првиот том, во втора глава вели: во Европа, во 4. век пред нашата ера, имало две револуции. Се раѓа првата држава во Европа, Македонија. Деновиве
светот го потресе смртта на нашиот пријател, папата Франциско. Тој на неколку места и во сред Бугарија им рече на бугарите: не случајно апостол Павле дошол во Македонија и од Македонија го ширел христијанството. Значи, тие, јас знам како новинар, постојано сум полемизирал и со Бугарија и со Грција. Тоа што не негираат, значи дека постоиме. Ако не постоиме, што има да не негираат? И уште нешто. Имав пригода да ја промовирам книгата на поранешниот германски амбасадор Штепан, македонскиот јазул. Он во својата книга докажува дека Македонија не е делена во Букуреш, као што научат погрешно историчарите, туку во преписката меѓу рускиот двор, српскиот и бугариот, веќе е делена Македонија. И да се вратиме на главното прашање. Значи, не можеме ние да очекуваме развиен патриотизам кај нашиве граѓани, ако немаме сериозна историјска и филозофска култура. А тоа значи мораме да имаме една револуција во образованието. Или ја што и реков на министерката во една пригода, без филозофикација на образование нема видни генерации кои што не да бидат европски, светски, космополити. Значи, сакате да кажете дека главна причина зошто се однесуваме и ние самите кон државата на тој начин како што можеби и не треба, е причина заради тоа што немаме вистинско и соодветно образование. И сега често пати од ова студио сме рекле дека историјата покажала и не научила на некој начин дека како сакаш некоја нација или некој народ да го уништиш, треба да му го уништиш образованието, значи да му го исечеш коренот. Зошто кај нас, ако е тоа така, претпоставам дека го знаат и сегашната влада, и минатата влада и сите влади поназад, не инвестираат повеќе во образованието. Ајде. Сега мислам дека новата министерка на образование Добро. се бори и со прсти и со ногти да направи револуција во образованието. Затоа што таа како универзитетски професор сваќа дека не ни треба никој од надвор да ни помогне. Не треба да одиме во Финска па да видиме финско образование. Ние можеме сами да си направиме образование светско со логика, етика, филозофија, емотивна интелигенција и вештачка интелигенција. Така ние, кој што вели оној најголемиот економист на 20 век, Нобеловецот Пол Самуелсон, кога интервјуира, вели: ако не ги знаете три основни јазици, англискиот, компјутерскиот и економскиот, вие сте неспособен да гледате вести и да читате вести. Така. Нешто, само една секунда ќе ми извини. Не знам колку, јас обично не ги цитирам странците, затоа што мислам дека ние имаме многу паметни луѓе. Ката Мисиркова Руменова има една песна која што се вика Вознес на душата. Во Вознес на душата вика вака: ние имаме потреба од минато, од големо и значајно минато, од нашето минато, од нашето светло минато, за да ни го осветли патот кон иднината. Значи, вие без историја не можете ништо. Да не се лажеме. Сите науки се важни. Меѓутоа, она кое што ве придвижува и она кое што ви ја кажува патеката по која што ќе се движите, и да не ги правите грешките кои што ги правеле вашите предци, е историјата. Ќе се согласам дека многумина имаат пишувано за Македонија и за македонската историја. Она што е тажно, тоа е што ние имавме период од 7 години, кој што јас искрено не можам да го заборавам и не можам да прифатам дека постојат се уште луѓе кои што можат да ме убедуваат дека тоа не било буквален само геноцид на македонскиот народ, затоа што нивното владење беше само тоа, според мене и според историската моја логика, затоа што ние добивме во тоа време една стратегија за образованието која што беше буквално нападната не само од историчари, туку и од сите здравоумни, ќе ги наречам јас сега луѓе. Нели имаше една многу интересна дебата во собрание. Знаете дека од, па да речам, може би 20-30 говорници беа, еден немаше позитивно мислење за таа стратегија. Таа стратегија помина.
И тие, не знам јас како успеа, меѓутоа ете, не ми успеа нашите деца да ги доведат во заблуда дека немаат мајка, дека немаат татко, дека имаат родител еден, родител два. И нашите деца требаше да не избришат нас, да ме избришат мене, како нивна мајка, и јас да бидам второстепен родител, родител два, затоа што некому му одговараше да биде, да речеме, подписник на заморчето кое што се викаше Македонија во однос на образованието. Јас не знам, значи, кој имаше намера и кој имаше потреба да не обезличува до тој степен, меѓутоа јас повторно ќе се повикам на историјата. Во историјата ние никогаш не сме подклекнале и никогаш не сме дозволиле никој и за ништо да не понижува и да не гази. Така е дојдено со крв, преку боцки, преку трње до Република Македонија. Да, професорке, каде се изгуби во годиниве сонот за Македонија, што ги имале сите генерации на нас за денеска, практично сите имам впечаток дека со подсмев зборуваат за нашата држава, дури и младите, дури и македонските граѓани. Абе кај нас види какво ништо не функционира. Каде се изгуби таа желба или тој копнеш да направиме модерна држава. Сега не зборувам сите ние патриоти од типот сите ќе облечеме мајчки со сонцето од кутлиши, ќе зборуваме дека само планктоните се, зборувам во сосема друга насока. Зборувам во модерна нација, модерна држава, отворена, космополитска, со самосвесни граѓани кои што знаат кои се и од каде потекнуваат, какви истории имаат, каков историски багаж имаат, се свој на своето и градат модерна држава. Каде желбата за тоа се изгуби? Станавме цинични кон самите себе. Во крадењето, корупцијата која што ја спомна и образованието. Значи, образованието ви е круна на се. Во една прилика јас имав многу жестока дебата со една госпоѓа, мислам, многу пристојна жена во други конотации, меѓутоа лекар. Таа мене ме убедуваше дека не постои од медицината ништо поважно. И јас единствено што можев во тој момент, значи, да ја прашам од каде произлегле лекарите. Разбирате? Значи, сепак образованието е тоа кое што и лекарот, и историчарот, и филозофот, и новинарот го дава образованието. Образованието вие не можете да го кроите и прекројувате секој 5 години. Ако јас ви кажам колку пати е сменет законот за научно-истражувачка дејност, од 1990 година наваму, барем едно 25 пати или 30, не знам. Навистина не знам, меѓутоа кога ќе го видите законот, службен вестник, да речеме, 95-та, службен вестник, 96-та, службен вестник, сето тоа се промени, меѓутоа се тоа некоја козметичка промена која што не носи квалитет. Зошто не носи квалитет? Направени се измени само онаму каде што треба некому да се прогледа низ прсти. Вие имате толку многу, јас кои можеби ќе ме нападнат, меѓутоа вистина, јас ги нарекувам трафики за дипломи. Знаете ли дека имаше една шега која што тоа е легитимно прашање. Се оди тоа во контекст на што го зборуваме. Многу голем проблем се тие. Имав јас исто така една голема полемика околу тоа дали навистина треба толку универзитети, меѓутоа кого и да го спомнеш во моментот веднаш очи ќе ти извадат. Меѓутоа јас мислам или сум поборник на она што го направи Еди Рама во Албанија. Доаѓање на власт, вика, ајде правиме евалуација, реална евалуација, со еден странец и 5 наши луѓе, правиме евалуација на сите високообразовни институции, затвори 30 институции. Во рок, да не лажам, може би некаде беа околу 5-6 месеци. Така што, некогаш резот е многу позитивен за тие што ќе искрварат не. Меѓутоа, за целокупното општество, знаете како ви кажете, пак ќе повикам историјата на помош. Жртвите што паднале и што искрвариле, нам ни дозволиле денеска да зборуваме за Република Македонија, за наша држава, не за нечија туѓа. Тие сонувале, не знам јас, во Османлиска империја кој помислувал дека македонецот ќе има своја држава. Меѓутоа, реките крв кои што паднале за неа, сега буквално што имаме сами што сме избореле. Како се однесуваме со жртва што ја дале генерации македонци? Историјата. Значи, вие, анулирајќи ја историјата од образованието, вие го правите тоа. Уште една работа, ќе ми извините, само тука ќе завршам, мислам дека ќе ми простите што ќе бидам уште малку узурпатор на времето. Ние имаме невидени богатства археолошки.
Знаете ли дека, јас бидејќи мојот сопруг е пиринец, и знам дека во Бугарија на секој археолошки наод, на секој археолошко наоѓалиште, ги носат учениците и им кажуваат колку се тие стара нација. Ние имаме во секој камче историја. Не знам јас колку од нашите гледачи имаат отидено во Исармаревинци. Не верувам дека некој отишол или дека некој знае каде е тоа. Јас не верувам дека некој не го видел, не ја видел она кулата што е на Пчиња, кога оди од Скопје за Велес. Што направивме ние со тој археолошки наод, археолошко наоѓалиште? Ништо. Значи, тоа е мамец, мамка за туристи, мамка. И мамка за децата. Ако вие го однесете таму и му кажете тоа и тоа се случило тука, не му се... Знаете, гордоста му расте. Јасно. А ние си ги убиваме. Леле ваква Македонија, леле таква Македонија. Македонија е прекрасна. Меѓутоа, тешко на Македонија со нас. Апсолутно. Господин Гајдов, колега Гајдов, веќе спомнавме неколку пати професорка да кажа дека било многу тешко да направиме сопствена држава, поготово што соседите не ни биле секогаш наклонети кон тој наш стремеж. Дали сега кај нив има историски континуитет, односно во нивната идеја да не опстоиме како држава, односно дали Македонија слаба како што е во моментов одговара на некои други регионални играчи и кои што практично можеби и навива за тоа. Зборувам сега во поширок контекст, историски да речам. Не случајно комшиите наши војни воделе за нашиот бренд. На 31. јануари 2001, кога Нобеловецот Ели Визел, после говорот во парламентот, дошол во Париз на Хавелова награда доделување, кај што го чекал амбасадорот Плевнеш, рекол: има ли овде грчки новинари? Тие дигнале рака. Оставете ги македонците на мира, зашто во Библија има само две имиња – Израел и Македонија. Што сакам да кажам? Нашите комшии, грците, има дигнато паметник од не знам колку метра на Александар Македонски. Книгата на професорот по филозофија и историја Бернау, што ја промовирав 2009 година во Скопје. Тој напишал книга во 3 дела Црна Атена, кај што докажува дека се грците црнечко подсахарско племе што дошле на Медитеран и крадат египетска и феникска култура. Значи дојдени се, само уште една реченица. Бугарите, нивниот најголем историчар, средновековист, медиевалист, Златарев вели: ние сме хуни, жолта раса. Значи, ние македонците сме ги европеизирале, словенизирале, христијанизирале и кирилизирале. Ова да го слушнат соседите во Грција и во Бугарија сигурно ќе бидат навредени, бидејќи они си имат своја интерпретација на историјата. Мојата идеја беше дали нивната политика сега и во минатото била во однос да се направи несто создавање на нашата држава. На кој начин они работеле на тоа? Одлично прашање. Ние во философијата и во историјата имаме само едно оружје. Зошто? Зошто се толку возбудени грците и бугарите да не влеземе во Европска унија? Зашто ќе влеземе во Европска унија, тогаш сме рамноправни и со бугарите и со грците, ко држава мислам, ко власт. И грците ги боли што ќе мораат 20 милиарди долари или евра да платат на украдените имоти, протераните македонски имоти во Грција. А бугарите, со влегувањето на Македонија во Европска унија, ќе престане нивната лага дека ние сме бугари и дека ние сме македонци од 44-та или од, не знам, 30 и која, по Коминтерна и по Тито. Тоа е трагичната вистина и фактографија. Да, зашто ве прашувам сега ова? Ако е така како што велите, ако тие сакаат државата да не биде толку моќна, силна, да си ги остари своите права и вековни стромежи, дали криминалците во држава и
политичките елити кои се корумпирани, зборуваме за сите. Практично со нивното действување во Македонија и со нивната работа, нешто што го гледаме и што реагираме цело време, криминал, корупција, култура на неказнивост и на друго. Практично тие работат индиректно за идеалите на земјите кои што не сакат ние баш многу да успееме тука. Сакам да дадам тежина на тоа што ни се прави дома од нашите. Минатиот пат во оваа студио реков да не бидам папагал, пишувајќи поговор за мемориите на Андов, открив дека во статутите на политичките партии пишува дека лидерот е султан, зашто лидерот има монопол на кадровска политика и на кесето. Во Македонија нема шанса да напредуваме ако немаме избори со една изборна единица. Тогаш како во Англија, секој што сака да влезе во парламент, сам излегува на пазарот, се докажува и го бираат, а не ко глушец шефот на партијата да го донесе да му биде гласачка машина во собранието. Што сакам да кажам? Ние постојано велиме корупција по корупција. Каде е корупцијата? Овде, во изборот. Значи, лидерот кажува кој ќе влезе во парламент, парламентот бира влада, формално, и бира судство. И затоа судството мора да слуша затоа што е донесено таму, кој што го донело ќе го вади. Еве пример. До вчера премиерот бараше да се смени државниот обвинител. А сега, после онаа катастрофа во Кочани, тој го злоупотребува да му го чисти дворот, а тоа за мене, знаете како се вика? Значи, на мртовец му дава шанса, знае дека осуден на смрт, да му го чисти дворот. Тоа исто корупција. И во образованието има корупција. Како? Сега рековте вие, со 50 универзитети, во законот за високо школство, кај што јас сум учествувал, пишува, за секој студент треба 5 квадратни метри. Еден академик, кој што беше неколку години шеф на одбор за акредитација, му велам, како не ти е срамота бе, овде во домот на армијата во Охрид, во 3 соби 7 факултети. Во оној Скопскиот универзитет, во 2 соби 11 факултети. Кај има тоа? Добро, околу смината на обвинителот, сега тебе ви давам идеја да размислите колку е паметно кога имаме трагедија од таков размер како што е тоа Кочани, државата да влезе, место да ја потроши енергијата за разрешување на случајот, да влезе во долготрајна процедура за смена на јавниот обвинител. Дали забележавте вие дека 50 души веќе се ставени на исследување? Што мислите, колку светлосни години ќе треба да ги осудиме? Ќе поминат не овој мандат, уште 5 мандати. А вие знаете колку тие ќе бидат опфатени со обвиненијата? Само Господ знае и баба Ванџа, Господа е прост. Така пристава да давате пристава колку ќе трае. Прва работа во менеджмент, што сум го учел ја и што практикувам, е селективност, одлучување. Не може се и ова и она, се знае. Прво, второ и трето. Друго, не може да се апсат само бившите функционери. Ќе дојдеме до тамо, а да си ја довршам тезата, професорке, значи накратко ова што пробав да извлечам одговор на Гајдов, меѓутоа во друга страна тие, дали криминалците и корумпираните политичари во Македонија имаме со цело право да ги сметаме за непријатели на Македонија и работат против нашите интереси. Апсолутно, јас дури би рекла дали таков товар може да им дадеме? Па јас одамна им имам дадено, дури во една прилика имам изјавено дека јас некои од нив дури за воени злосторници, односно за државни непријатели би ги окарактеризирала и би ги осудила по кратка постапка. Јас не би одала да речеме, бидејќи ете такова ми е некако карактерот настроен, што јас не би одала по 5 години, по 10 години, меѓутоа секој божи ден би имало по едно судење и така. Па за едно, да не лажам, може би месец и пол-два, би имало пресуда за секој. Смејата на страна, мислам да верувам дека го разбраа сарказмот гледачите. Меѓутоа, мене што ми е проблемот? Мене ми е проблемот во себе, во нас. Затоа што јас имам една своја теорија која што може би не држи многу, ама ете мене ми е мила и јас ќе си ја кажам. Секоја држава јас ја гледам како едно семејство, односно како куќа.
како дом. Во тоа семејство има, да речеме, 5-10 малцинства, кои што јас ги разбирам како деца. Секој од тие деца има своје побарувања. Владата и парламентот, за мене, и председателот во некоја рака, треба да бидат родителите, кои што ќе менаџираат со таа куќа. Значи, вие треба да имате еден буџет. И тој буџет го дисперзирате оному каде што најмногу треба и оному каде што е најцелисходно. Сигурно нема да се расфрлате по, да речеме, мајката, по козметичари, по се, а децата да немаат дома за јадење. Овие така се однесуваат. Не баре, сите пари треба да одат во нивниот джеб. Мене ми е многу жал за политичарите кои што ги имавме до вчера. Оно што мене ме радува, значи, за разлика еве од мојот соговорник, тоа е што прв пат, барем јас, видов, многу ми е тешко, значи, да зборувам за Кочани, меѓутоа прв пат видов дека некој на вистина од срце излезе и рече и мене ми е тешко. Значи, политичар кога веќе се е поминат. Значи, сите можни граници на нормално однесување ние ги поминавме. Ова што ни се случи е, мислам, крај. Да не должам. Целата вина е во нас. Да не обвинуваме ни соседи ни ништо. Ако ние нашата куќа дозволиме да ни ја водат, да речеме, еден представник на едниот сосед, другиот представник на другиот сосед, или таткото и мајката интересџи да бидат за соседите, тогаш вашата куќа не може да оди напред. Вашата куќа само ќе назадува, меѓутоа соседите ќе ликуваат. Оно што нам ни се случи, јас мислам, значи, имајќи го предвид се оно што подпиша, дека Зоран Заев би требало во, не знам, во ич време да го најдат и да го вратат на сите можни начини и да се превземат сите можни санкции за тоа што кога вие некој казнувате оној кој што е највиновен за некои процеси, вие не можете да ги казнувате ни они кои што го наследиле, а сега треба да го мијат дворот или да го чистат сето она што тој го направил. Така што и неговите наследници, кои што го продолжија она што тој го правеше, а тоа е неказнивост, јас ќе ви кажам една многу тажна приказна која што ја имав можност да ја преживувам, тоа беше 150 години од раѓањето на Гоце Делчев и требаше ние како Институт за национална историја да направиме еден симпозиум меѓународен, голем, планиравме се и се што. Меѓутоа, тогашната министерка за култура, со која што се бевме виделе во една прилика, и веднаш изразила сомнеж во тоа како јас се обраќам на некоја телевизија во однос на нејзината, пазите, политичка партија. Политичка партија на еден министер е Македонија. Немате вие политичка партија. Вие имате граѓани кои што ви дале доверба да го чувате нивното кесе, да бидете нивен родител во оваа куќа. Значи, ако што ве прекинувам, меѓутоа ова што го кажате сега нашата партија Македонија, за жал сега може до мене, меѓутоа јас не го слушнав тоа од македонци кои живеат од Македонија, го слушнав од македонци кои што живеат во Мала Преспа, дружејќи се со нив. И сега ме фаќате таму кај што ми е најтанка жичката. Ви кажувам наискрено, споделувам само искуство. Ама јас македонците во Албанија ги работам 37 години. И знаете албански? Ги знам. Знам се оно што ми е потребно за да се разберам. Меѓутоа, македонците во Албанија се... Знаете, бевте таму, знаете колку е чисто тоа јадро. Кога го слушате тој говор, вам и ви е милина на увото. Вие едноставно добивате впечаток дека вие живеете меѓу луѓе кои што немаат ни грам лоша мисла. Ние овдека се мразиме. Јас се извинувам што ја прекинувам, кога бевме таму, сега ќе си дозволам да моја лична интерпретација кога разговарав со тие луѓе, кога седе во Мала Преспа, јас тогаш имав чувство дека сум во Македонија практично. Не зборам сега територијално, не знам што. Во таква средина, со таква гордост зборува за државата, за македонците, со неискривени наративи кои што ги имаме тука, чистиот идеал. И пак ќе кажам, во желба за модерна европска држава да се направи.
Јас некаде бев, значи за Великден со директорката на КВЗ бевме во Мала Преспа, бидејќи јас многу често сум таму и мислам дека сум драг гостин или пријател, нивен повеќе сум пријател од колку гостин. Покрај тоа бевме и во Мелник минатава недела. И знаете, толку ми падна мачно што ете нашите соседи кои што ние толку многу им даваме на важност се избрукаа со нивното знаме. Тоа беше една папазјанија која што навистина е недозволива. Гробот на Јане Сандански беше покриен со бугарско знаме и сите можни дрва од околу беа облечени и знаете, тоа за прв пат се случува? Прв пат. Она што јас колку сум одела, меѓутоа сум одела многу често, бидејќи фактички на мојата свекрва, таткото и мајката се закопани во Рожен. Тие се од Рожен. И точно каде што е гробот на Јане Сандански, малку погоре се и селските гробишта. Она што ми беше мене многу важно да го кажам во овој момент, тоа е дека знамето е символ на државата која што е неприкосновена и која што не сме да допира ништо повеќе освен воздухот, нели? И затоа викале во сите војни, во сите војсководачи, знаменосецот е оној кој што оди после војсководачот. И доколку падне жртва или доколку го убијат знаменосецот, веднаш трча друг да го крене знамето не смее да падне на земја. Овие го изналепија на сите дрва. Мислам, толку беше бедно. Тоа е нивна работа. Да, тоа е нивна работа. Меѓутоа сакам да кажам до кој степен е нискоста која што веќе ја достигна. Да. Господине Гајдо, ако имате повелета. Амандман. Пред некоја година во Тирана на меѓународна конференција за национални малцинства. Една професорка од Софија, академик, етномузиколог, имаше реферат Бугарите од Голо брдо. Пред да говори, ја седнав до неј и реков, ја на ваше место не би го читал овој реферат, зашто ова е чиста лага. Она гајле нема. И кога проговори, ја реков, јас сега ќе платам 2 автобуса, целиот овој симпозиум да го носам у Голо брдо. Еден ако најдете бугарин, ја ќе се фрлам во морето, во Драч. Ректорот ми одговара, Марин Барлети, приватен универзитет. Вие ќе кажувате, вие сте од најсталинистичка земја Југославија Македонија. Емо велам, знаете, на 15 јануари 99 ако новиер, кога се спуштавме со авионот на премиерот Љупчо Георгиевски, го прашам, кои се овие овде земјоделци што прават печурки? Он вика, не се бе печурки, тоа се вика бункери. Бункерите. Што сакам да кажам? Значи, Албанија, Бугарија, па и Грција беше фашистичка држава и за време на Втора светска војна и пуч 67 имаше. Тие докажаа дека се тоталитаристички држави, посебно Бугарија. Горбачов, што го растори социјализмот, што го растори Советскиот сојуз и растори Југославија, он е татко на современа Македонија. Он ја одаде бакшиш. Ние со прст не мрднавме да добиме. Тој во своите говори... Се извинувам, не можеме да се сложиме со ова. Тој ја кажувам. Тој во својот говор во Софија барал да се смени Тодор Живков, најголем сталинист од сите источноевропски лидери. А негов телохранител кој е, знаете ли? И денеска највлијателниот бугарски лидер Бојко Борисов, со кој што нашиот пријател Заев, за кој што е ова студија исто барав доживотен затвор, за двата договора, тој со него потпиша договор за демакедонизирање на Македонија. Знаете што сакав само да кажам, во однос на тоа како се однесуваат или како ние се однесуваме кон македонците во Албанија и колку тие ја сакаат Македонија. Вие прво, значи што првото одење нели во Мала Преспа, прво што ќе видите тоа е плоштадот.
На площадот се вика Македонија, нели? Площадот си е Гоце Делчев. Нема еден човек, едно име, еден било кој да го најдете таму, кој што нема да ви рече дека неговата татковина, неговата држава не му дала државјанство. Тоа се работи за 287 души. И знаете колку е сега поразително јас кога толку често одам и кога постојано ми кажуваат, ама знаеш уште една година помина, па ние не добивме државјанство. А Бугарија доаѓа таму, ги слика буквално во импровизирани места и од нивните фактички емисари прави големи луѓе во очите на македонците. Затоа што веднаш им ги дават пасошите. Тоа траи сега во Софија. Мене тоа ме боли. Значи, ние што превземаме, значи, кога зборувавме за тоа, колку ние во државава придонесуваме за самата таа да се распаѓа, толку ние придонесуваме и сите оние кои што ни се мост меѓу другите држави да ни се чувствуваат отфрлено. На кратко случка предвадена за ова што го зборувате, за семејство од Скопје кој што има потреба за хемотерапија, терапија некоја што не може да добие во Македонија, оди во Софија по препорака да најде лек. Прво што им се нуди ако сакате поевтино се земете државјанство, така ми е кажано. А го споминам, ако имате нешто? Два мали амандмана. Ајде, повелете. Бившиот мирисар на полиција Оливер Спасовски на 200 меѓународни криминалци им даде македонски пасоши. Немаше потреба да каже не сум им дал. Требаше само да напишат дека се поништени и преку Интерпол да ги поништат. Меѓутоа тие дале пари за тоа. И второ, падна муабет за Јане Сандански. Имам видено фотографија на која што тој што го организирал убиството на Јане Сандански, Тодор Александров, ние овде во Скопје му направивме паметник од 5 метра. Тоа е трагедијата на македонците. А неговата приказна за автономна Македонија, тоа е една голема лага, која што значи откачување на Вардарска Македонија, приклучување кон Бугарија. А сакам малце да поразговараме, веќе спомнавме малце за Кочани, а потоа и за еден поширок аспект да дадеме за каде што наоѓа Македонија денеска и со така наречената новата реалност и Америка под воството на Трамп. Кажете ми, колку сега ние имаме шанси после ова што ни се случи во Кочани? Има тоа повод и причина. Повод беше од првичните информации што ги имаме неофицијални, премногу луѓе, пиротехника, несено тоа е повод. Меѓутоа причината зашто се дозволило тоа да се случи е системот кој што сите го бараме, а го немаме. Односно децениско затајување на институциите. Со вас имавме интервју непосредно по трагедијата во Кочани, многу реакции имаше и позитивни и некои контраверзии имаше после тоа. Кажавме многу работи. Меѓутоа, од оваа перспектива, од месец и половина, отприлике, од оваа трагедија, дали, морам да ве прашам, бидејќи долго ги следите овие работи, дали почнувате да ги гледате контурите или николците за тоа како треба да функционира една држава? Кочани, според мене, не е исклучок. Тоа е природна последица на општиот хаос во Македонија. Општ хаос. Кај што има аномија, беззаконие, ние сме фактички во предцивилизирано општество, џунгла. Во џунгла нема закон. Трите антички идеали, логос, номос, таксис, памет, закон, правда и ред, поредок, кај што нема држава, нема ништо. Што сакам да кажам? Намерно е ова, зашто во матно може да се краде и да се лаже. Господин Гледов, меѓутоа не може да се извинувам што е прекинал, не може веќе вака, тоа го констатиравме многу пати. Вие ме подсетувате дека сте биле на Конгресот на глувците, кој што имал еден проблем мачорот и не можеле како да се решат од мачорот. Едно мало глувче рекло, кај му туриме звонец и звонецот ке звони, ние ке бегаме. Кој ќе му го тури звонецот? Од кај да почнеме? Ја ке кажам од каде. Од избори со една изборна единица и од примена на законот за потекло на имот. И ке ги фатиме како глувци еден по еден. А тој закон што го предложи Поранешната комисија за антикорупција, таа во владата го преработија и ништо нема од тој закон. Во бивша Југославија, СФРЈ, имаше закон и секој мораше да докаже од кај му е станал и куќата и аутото. И тогаш нема. Еве уште нешто. Се фалеше ли
оваа власт сега, дека ќе ги фатиме тие што користат државни автомобили, ќе ставиме црни таблички. Еве, година дена се нос и тоа не го направија. Што правиме? Значи, некјат, зашто не видите луѓе, го злоупотребуваат законот и парите. Пазите, шести нешто... Треба, предпоставам, да имате и некаков доказ кој што кажувате дека актуелни функционери, како се вика, злоупотребуваат средства на државата. Само момент. Момент само. Фондот за здравство е 900 милиони евра. Да повторам, 900 милиони евра. Ја мислам, од тие 900, сум кажал минатиот пат исто, 800 исчезнуваат. Има докази за тоа. Добро, се надам дека некој ќе ги видиме. Да, јас би одела повторно, пак ќе се вратам на мојата историја. Има една многу убава приказна, сега морам да ја кажам, многу кратка ќе биде, меѓутоа поучна е. А не дека ние сме деца, па приказни ќе си кажуваме, туку дека сепак човек треба да достигне на зрелост, некоја психичка, за да може да ги разбере сите тие работи, а ние веќе сме во таа зрела доба која што може да разбира. Така што приказната оди дека си бил некој Шнајдер и многу баво му одела работата и никогаш не давал на вересија. Меѓутоа имало некој друг до него месар, кој што од време на време на сиромашните им давал без пари месо. И доаѓа еден човек и му вика: зашто ти, Шнајдер, не му даваш на луѓето на вересија да си сошијат нешто, а месарот кој што е многу по-сиромашен од тебе им дава без пари месо. И сите почнале, нели, да реагираат зошто овој не дава на вистина на вересија да се шие кај негова она. Го избегнувале. Човекот починал по некоја година, сам оставен така, и оди едно време, поминува месец-два, доаѓа човеков истиот и му оди на месарот и му вика: абе, зошто ти повеќе не даваш месо, вика? Па вика, затоа што, вика, умре Шнајдерот кој што ми даваше пари за да ви давам месо.